Градоначалникот на општина Битола Владимир Талески денеска со отчет за сработеното во изминатите 4 години. Талески истакна дека во 2013 година на почетокот на овој мандат ветиле 135 проекти, но денеска пред крајот на истекот на истиот локалната самоуправа може да се пофали со реализирани околу 500 проекти. Кога станува збор за инфраструктурата, посочи дека е извршена реконструкција на 167 улици во Битола, но исто така реконструирани се и голем број на локални патишта. Што значеше ветување на 100 улици во нашата општина? Тие 100 улици не останаа 100, туку се 167. Како што ветивме на почетокот, имаме 167 улици во вкупна должина од 66 километри, кои што имаат вредност над 447 милиони денари. Исто така реконструирани се 62 водоводи во вкупна должина од 11,5 километри, како и 73 канализации со должина од 19,000 метри, односно 19 километри. Вредноста на се тоа што се работеше како канализациона мрежа изминатиот период, изминативе 4 години, изнесува 2.692.000 евра. Во областа на економскиот развој Талески ја посочи индустриската зона Жабени, каде веќе неколку години работи фабриката Кромберг и Шуберт со повеќе од 4.000 вработени. Нашата индустријска зона Жабени е проектирана за 5.000 работници, односно капацитети кои што можат да прифатат 5.000 работници. Меѓутоа, Кромберг и Шуберт, кој што во првата најава кажа дека ќе вработи 2.500 наши граѓани, во моментот има над 4.000 вработени. Пред 2 дена потпишав исто така уште едно одобрение за градба за нивно дополнително проширување. Како капитален проект Талески го издвои проектот за пренамена на касарната, каде се работи на целосно нова инфраструктура. Практично инвестицијата таму е околу 3,5 милиони евра. Значи инвестиција која што би значила подобрување на инфраструктурата за инвеститорите кои што веќе градат своји објекти. Таму има 8 инвеститори кои што веќе ги имаат дел завршено своите објекти, дел се во изградба, а дел започнуваат. Практично тоа е исто простор предвиден за околу 5.000 наши граѓани кои што ќе живеат во тој дел од градот. Во денешниот отчет меѓу другите проекти градоначалникот ги издвои реконструкцијата на градскиот стадион под Тумбе кафе, спортската сала Младост, изградбата на киното Манаки на Широк сокак, реконструкцијата на мостови, инвестиции во училиштата и детските градинки, изградба на спортски сали и терени, но и бројни проекти од областа на културата.